По 17-ти пат кривопаланчани се вклучија во акцијата за засадување дрва со која се пошумуваат бројни локации, голини и опожарени шумски предели, создавајќи фонд на зеленило кое ќе ја надополни убавата шумска пейзажна природа и ќе ги создаде символично чистите бели дробови за идните генерации. Годинава промотивно се садеа липа, бреза, јасен, бел бор и багрем на така наречениот руски пат до манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, додека останатите две локации предвидени за масовно пошумување беа одложени поради неповолните временски услови. Во акцијата се вклучија дел од учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров, вработените во локалната самоуправа, како и останати граѓани од општината. Акцијата започна во 10 часот, а се садеше на повисокиот реон долж трасата на новиот пат. Ќе се посадат 200 садници бреза, јавор, јасен, кои ќе бидат тука покрај патот, кои воедно ќе служат и липи има, кои воедно ќе служат и за заштита на еден вид на покрај патот, а и ќе бидат декоративно убави, поготово липата. Мислам дека во оној период кога ќе цвета ќе биде многу убаво тука да се прошета. Има воедно и уште 2000 садници кои се од багрем и од бор. Сепак временските услови не ни дозволија да се спроведе баш онака како што планиравме, но бевме упорни, излеговме и го завршивме нашиот дел. На останатите две локации предвидени за масовно пошумување со вкупна површина од 10 хектари во село Габар и село Баштево ќе се засадува во пролетната акција Ден на дрво 2017, а предвидено е да бидат засадени 25.000 садници багрем. На акцијата присуствуваше и Илија Ристовски, државен секретар од Министерството за правда, како и кандидатот за пратеник на кандидатската листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за избор на единица 3 Слагена Митовска од Крива Паланка, која рече: "Со ваквите акции се подигнува еколошката свест на младите и се создава влог за иднината." Сигурно дека преку овие акции ние даваме допринос за воиднина, а и при тоа ги повикуваме сите млади да се вклучат и да ја развиеме екосвеста кај младите, екокултурата и секако да инвестираме во нашата иднина. Акцијата се реализираше со поддршка од вработените во јавното претпријатие Македонски шуми, подрачно шумско стопанство Осогово и јавно претпријатие Комуналец од Крива Паланка. Со активности се вклучија и основните општински училишта од градот кои беа ангажирани за расчистување и уредување на зелените површини во училишните дворови, а го уредуваа и зеленилото во објектите. Дел од учениците цртаа, изработуваа и пишуваа творби поврзани со Ден на дрвото. Вработените од јавното претпријатие Комуналец дополнително ќе засадуваат садници на површини во урбаното подрачје со кои стопанисуваат и ги одржуваат.